6,5 милиони денари ќе бидат одвоени од општинскиот буџет за субвенционирање на линискиот превоз на патници на подрачјето на општина Куманово во декември. Одлуката е донесена на вчерашната седница на Советот. Советниците дадоа зелено светло и на предлог одлуката за субвенционирање на линиски превоз на патници за претходно утврдени линии помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане. За оваа субвенција до крајот на 2025 година општината ќе одвои 650.000 денари. Мерката субвенционирање на општинскиот линиски превоз започна да се спроведува од 1 јануари 2023 година преку 26 линии, а методологијата за пресметка е 50 денари по изминат километар, истакна раководителката на секторот за комунални дејности Лидија Ланг-Спасовска. Секоја линија има возен ред, има број на поаѓања. Секоја линија има утврдено точна километража, така да прецизно е пресметано по број на поаѓање, односно утврдениот возен ред кој што го потпишува градоначалник, и кога ќе се помножат изминати километри по релација и по број на поаѓање, се доаѓа до цифра од 6,5 милиони денари за месец декември, како и 650.000 мислам за овој меѓуопштински превоз помеѓу Куманово и Старо Нагоричане. Имено општина има аплицирано за 25 современи автобуси, доколку ни бидат одобрени од страна на влада, истите ќе бидат доставено на територија на општина Куманово и отпосле може да се размислува за некој чекор понапред. Инаку во моментот многу е тешко да формирате јавно предпријатие за превоз, знаејќи колку всушност е тешко да се обезбеди прво кадар кој што ќе вози општински линиски превоз. Нашите плати се многу помали од онаа што тие во моментот ги добиваат, така да за ова треба целосна анализа и студија и да се пристапи кон едно такво решение.